председателя на комисијата. Благодарам и за министерот Тимчо Муцунски за излагањето и за експозето. Посакувам нормално да биде тоа пракса, позитивна пракса во нашето собрание, каде што ќе можеме да ги соочиме аргументите и воедно и да поставиме одредени прашања. Еве, дозволивме, имавме нормално и природно да имаме повеќе прашања од опозицијата и како пратеник морам да кажам дека имам впечаток некогаш дека со колегите разменуваме ставови и мислења како да сме од два паралелни, не знам, два различни светови, но тоа представува всушност две различни делувања во политиката за мене. За мене остава впечаток она кое што го истакна и министерот Тимчо Муцунски во своето експозе, дека не водиме пред се наивна политика, ако можам вака да сумирам поднос на впечатоци, дека знаеме што правиме, дека имаме одредена предвидливост и дека конечно по толку години да речам понижување на македонскиот народ, имаме конечно, можам да добиам впечаток дека имаме тон од представници од Европската унија кои што конечно признава дека на Македонија и се направени одредени неправди, дека потребни се одредени гаранции. И тоа го поздравувам, бидејќи на крајот за мене важно е дека имаме ние разбирање од народот, тука зборувам од позиција на народен представник, бидејќи од тука се бараат исто така и одговорите, но кога зборуваме и за еднината на нашиот народ, за мене неспорно е секој пат да зборувам и за оние активности кои што ги имате како Министерство за надворешни работи, ги потенциравте оние договорот за стратешко партнерство со Велика Британија. За 2 години ние имаме договор за стратешко партнерство со Велика Британија, договори за стратешка соработка со Унгарија, со Хрватска. Тоа е за нецели 2 години, каде што бележи македонската дипломатија огромен успех, наспроти некое време каде што јас можам да се сетам само на договори кои што значеа срам за нашата држава. Така што во оваа насока не се сомневам дека овие договори ќе донесат само позитивно за нашата држава и за нашите граѓани. Кога зборуваме за иднината, тука неспорно е дека сакам да ги споменам и младите, и тука поточно мислам на оние кои што се во диаспората, бидејќи можам да забележам еве и во вашето експозе, но и во вашите политички делувања дека како влада имаме огромен напредок во делот на комуникација со диаспората. Неодамна вие го презентиравте и предлогот за националната стратегија за соработка со диаспората 2025-2030, така што моето прашање би одело во насока на конкретно на оваа национална стратегија и оние средби кои што ги имате интензивно со представниците од диаспората, во каква насока завршуваат заклучоците од таквата средба и конкретно кои се предизвиците и целите кои што треба да бидат остварени по однос на оваа национална стратегија која што имаме како држава и која што се надевам дека ќе бележи резултати, нема да биде документ како што било претходно само оставен на хартија. Благодарам.